Годинава општината Ѓорче Петров празнува 100 години од формирањето на населбата Ѓорче Петров и 20 години од локалната самоуправа, од постојање на општината Ѓорче Петров. Овде луѓето разликуваат општина Ѓорче Петров од населба Ѓорче Петров. Ова е населбата, урбаниот дел, а општината има и селски населби, значи една поширока заедница. Тука спаѓаат и селските населби, како Волково, Кучково, Орман, Никиштани, Грачани и така натаму. А овој дел, значи населбата Ѓорче Петров, почнат е да се формира, да се населува во 1916 година, значи пред 100 години, кога започнала изградбата на пругата од тесен колосек од Скопје до Охрид и Струга. Тогаш, заедно со првите работници тука, првите стручњаци за изградба на пругата, биле изградени и живеалишта за нив, така почнала да се формира населбата. Подоцна во населбата Хром било изградено и пералиштето или дробилница, го вика, за перење, миење на рудата, и таму почнале исто така да се градат куќи за стручниот кадар, така населбата Хром настанала. Во документите, но и овие постарите жители, кажувањата нивни се дека овој простор, каде што е сега населбата Ѓорче Петров, бил празен простор, се викал Јурија. Возовите што тука доаѓале, на отворено ја оставале стоката, па ова се вели дека бил еден магазин на отворено. Подоцна населбата почнала да се формира, тука од спротивната страна е формирана една железничка колона населба и тука живееле луѓето вработени во населбата. Најпрвен во 1916 година населбата се викала Жостов или генерал Жостов по бугарскиот командант на војската Константин Жостов, кој и дал иницијатива да се гради оваа пруга за снабдување на војската на Западниот фронт. Меѓутоа, по Првата светска војна, кога овој дел бил окупиран од српските војски, населбата го добила името Ханриево по генерал Пол Ханри, француски генерал, сојузник на српските војски, така станала Ханриево, и Ханриево била до 1941 година. Повторно со бугарската окупација станала Жостов и дури во 1945 година го добила, по ослободувањето, го добила името Ѓорче Петров. Во постарите документи стои дека пред војната населбата, тогаш Ханриево, била пријатно место за живење, постоела, да речеме, Ханриевска плажа, постоеле излетнички места во Сарај, Матка, тука имало бардовци исто така, и се живеело убаво, имало доста кафеани, имало доста луѓе што доаѓале и од Скопје, меѓутоа Скопје немало директен пат за Ѓорче Петров, туку преку Тетовска трошарина околу се вртело со тие превозни средства. Градска населба и дел од Скопје станала по ослободувањето. Ѓорче ослободено на 14 ноември 1944 година, еден ден по ослободувањето на Скопје. Денес тоа општината го празнува како ден на ослободувањето, заедно со другите празници, со празникот на општината 20 септември, кога 1945 година, кога го добила името Ѓорче Петров, имено тогаш од владата на Народна република Македонија неколку
населени места во Скопско се преименувани, и Илинден, и Миладиновци, и Маџар и така натаму, но и Ѓорче Петров тогаш го добило името на големиот револуционер, и до скоро време на 28 јуни, денот на загинувањето, тука се положува венци пред споменикот, и сега тоа се прави на денот на празникот, но централната прослава е на 20 септември. На сите празници се оддава признание на Ѓорче Петров, исто така на паднатите борци во НОБ, на бранителите од 2001 година и на сите спомен обележја во населбата. Ова е вовчето Киро, за кое имам многу емоции, бидејќи како дете имам патувано со него од Дебарца до Охрид и паметам како одеше тоа. Нас ни се чинеше дека оди многу брзо, меѓутоа тоа одеше 10 км на час и 30 км ги патувавме за 3 часа. Меѓутоа секое патување беше авантура, бидејќи седевме на степениците или одевме од еден во друг вагон. Во денови, пазарни денови како понеделник или сабота, кога е пазар во Охрид или во Струга, на угорниците не можеше да излегува, па застанувавме да го туркаме до таму одредено место. Додека одеше ова вовче, селата беа преполни со народ. Луѓето навистина долго патуваа, меѓутоа времето не го мереја на минути и на часови, туку во денот завршува одредена работа во Охрид, во Струга или во Кичево, и кога се укина возот, бидејќи не постоја ни автобуси како што треба, ни патиштата не беа направени, тогаш селата се запустија, се иселија, и кога се изградија патиштата, веќе луѓето не успеа да ги вратат во селата, и денес во Дебарца или во Копачија има многу запустени села, кои што додека постоеше ова вовче, тие навистина беа живи, имаше и многу деца, и школи имаше таму, и имаше активен живот. Се наоѓаме пред црквата Свети Ѓорѓија во манастирскиот комплекс, што го носи името на познатиот христијански светител Свети Ѓорѓи Победоносец. Ова е значајно христијанско светилиште од 14. век, познато по својата старост и по својата убавина. Манастирот долго време бил женски манастир. Последниве 30 на години за него се грижеше дедо Наум, еден монах од Злетово. Пред неколку години тој почина, сега за него се грижи отец Никола. Како што може да се види во натрешноста на црквата, таа еден период е оштетена, веројатно имало пожар, фреските се поцрнети. Манастирот слави 3 пати во годината, на Ѓурѓовден е главниот празник, но и Свети Ѓорѓи Посен и Свети и Ѓурѓиц се уште 2 празници во есенскиот период од годината. Тогаш слави и селото Кучково и многу народ од Скопје и Скопската околина доаѓаат тука на празникот. Може да се рече дека ова представува еден од најстарите манастири во Македонија, заедно со другите светилишта од 14. век, и е култно место за населението од западниот Скопски регион, од западната Скопска котлина.
се доаѓало тука многу често и на излет. Во последно време луѓето доаѓаат и на 1 мај кај Милениумскиот крст и тогаш го посетуваат и во разни други поводи, но најсвечен и најубаво е на Ѓурѓов ден, кога се слави патрониот празник. Ова е свето место, мистично место по својата. Веднаш посетителите чувствуваат дека се наоѓаат на свето место, но и околината, селото Кучково исто така има доста цркви. Има таму горе кај Милениумскиот крст Свети Атанаси и Свети Илија. Од другата страна има Крстов ден и Свети Архангел Михаил. Долу има Света Петка црква. Над селото од левата страна таму има Света Петка и Света Недела цркви. Долу е Свети Трифун, каде што се изведува обредното закројување на лозјата. Во селото има црква Свети Спас, но има и свети води, да речеме тука преку од другата страна на ридот има света вода Миочи што се вика и веруваат луѓето дека таа помага за видот, враќање на видот со луѓето со оштетен вид, но исто така тука е и познатиот камен, девојачки камен што се вика, каде со кој се поврзани повеќе легенди. Најпозната е легендата за некоја девојка што тука чувала овци, кога ветрот дувнал ја залепил за карпата и од тогаш карпата има некоја чудна моќ, имено жени што немаат млеко доаѓаат тука, гребат од каменот и го варат во вода, пијат и така натаму, но и околу каменот се гледа палени свети, оставани конци и други нишани, пари и така натаму, што упатува на тоа верување и на легендите за таа девојка. Во населените места на општина Ѓорче Петров, во селските населби, во минатото се забележани повеќе обичаи, верувања и други форми на народната култура, народни песни, приказни, предания, обичаи и така натаму. Во селото Орман е забележан обредот со змиите што се изведувал на празникот Свети 40 маченици. Во ова село пак Кучково познати се куќариците, кои што се правели и во другите села на Скопска Црна Гора, и поголем број етнолози во меѓувоениот период доаѓале тука токму да ги проучуваат тие куќарици што девојките ги правеле од Митровден до Ѓурѓовден. Значи на Митровден, околу Митровден, по завршување на полските работи ги правеле тие куќарици во дворот и во нив преку цела зима везеле дарови и на пролет околу Ѓурѓовден или пред Ѓурѓовден најчесто со прочка било поврзано растурање на тие куќарици. И правењето на куќариците и растурањето исто така било поврзано со одредени обичаи. И за етнолозите, за голем број етнолози и од Македонија и од поранешните југословенски простори било интересно тоа правење на куќариците и тие се запишани во многу записи. Дури имаме записи и од весниците во бивша Југославија каде што пишуваат за овој сегмент од народната култура на ова село. Девојките од најмала возраст доаѓале во тие куќарици да учат везење и најпрвен постоеле повозрастните девојки, им биле мајсторици или учителки по везење. Тие учеле везење, па кога ќе наесет кошули, да речеме, се сметале за стасани за мажење. Потоа тие станувале мајсторици, па помали девојчиња учеле и така тој животен синџир се одвивал, но останало запишано дека тоа бил еден од по-убавите обичаи во народниот живот на овие села од Скопска Црна Гора.
Триото Кучковки е од ова село, селото Кучково, и од тука доаѓа името. Најпрвен го формирала некоја звезда со име Звезда, меѓутоа кога таа починала, неја ја заменила друга жена од селото и така тоа продолжило еден период. Тие настапувале на многу фестивали во странство и секаде освојувале награди поради карактеристичниот начин на пеење. Познати се нивните песни за Еленчице, Висока планина, за Марко Крале, епски песни и така натаму. Значи, ова трио го афирмираше не само село Кучково, туку и Ѓорче Петров со околината, па и Македонија ја афирмираше на многу меѓународни фестивали. На теренот на селските населби на Ѓорче Петров во минатото постоела развиена народна култура, богат духовен живот со многу песни, приказни, преданија и легенди со разни форми на народната култура и тие се пренесувале од колено на колено и така ние денес имаме сознанија за тие преданија, за тие народни умотворби. Тие се пренесувале, но во последно време, како што знаете, секаде веќе е ново време, селата се напуштени, селени, полуиселени. Меѓутоа, повозрастните генерации ги знаат тие преданија, тие легенди, тие песни. Се сеќаваат на куќариците и на тој начин на живење во минатото. За Ѓорче Петров може многу нешто да се зборува. За населените места во состав на општината, за ова централно подрачје. Последниве 10 години со општинската администрација и градоначалникот се направени навистина големи работи. Проширени се улиците, обновени се водоводот, направена е канализација, уреден е паркот, околу паркот, 3 кружни токови во населбава придонесува за побрз сообраќај, за побезбеден сообраќај. Исто така училиштата се обновени, реконструирани, проширени, доградени, голем број спортски сали, игралишта. Се води грижа за младите луѓе, за пензионерите, исто така има направено клубови. Културниот живот исто така може да се рече дека е подигнат на повисоко ниво, но важно е да се каже од денешен аспект дека Ѓорче Петров веќе е модерна населба, модерна општина,